Скопјани барем засега куртули од поскапувањето на парно грењето. Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ја задржи истата цена, се додека бирото за процена не го заврши извештајот за основните средства на топланите. Сепак, конечната цена на топлинската енергија треба да биде донесена кон крајот на септември или во октомври. Ова не е прв пат регулаторна да донесе ваква одлука. Претходно тоа беше направено пред 2 години, кога постоеа проблеми на цевководот кај мостот Беласица. Имајќи во предвид дека ЕСАМ производство за топлинска енергија е прва во Синџирот за определување на цените за топлинска енергија, исто така не носиме, ја продолжуваме одлуката и за дистрибуција на топлинска енергија и за снабдување на топлинска енергија. Ова се значи 3 одлуки меѓусебно поврзани, кои што се однесуваат на најголемиот систем во Скопје, преку кој што се снабдуваат речиси 60.000 потрошувачи. И покрај тоа што компаниите побараа големо зголемување на цената за 50%, првиот човек на регулаторна вели дека нема намера да ги признае сите трошоци, особено оние за вработувањата. Во врска со цената на природниот газ, која влие врз цената на парното, рече дека се уште е рано нешто да се каже, но дека цените биле за 1 до 2 евра пониски од оние во јануари, кога беше донесена одлука за поскапување на парно грењето во Скопје за 5%. Периодов додека ги анализиравме барањата за цени, имавме промени на фјучерсите за наредниот период, значи за 2026, а исто така и за последниот квартал од 2025, имаше невообичаено големи промени кои што да плюс 5 евра за мегават час, па ќе се намалат, но во принцип некаде во најголем дел, сега тоа што го имаме како податок, се некаде 1 до 2 евра пониски од тие што од таа одлука која што ја донесовме во јануари. Скопјани се мачат и со недостаток на вода и слаб притисок на вода на повисоките места од градот веќе неколку месеци. За да се намалат кражбите и загубите на вода, кои изнесуваат и до енормни 70%, и да се зголемат инвестициите во водоводна мрежа, регулаторната комисија и Сдруженијето на комунални предпријатија имаат предлог регулаторна да ја формира крајната цена, а не како досега да определува минимална и максимална цена на водата, а накрај одлуките да ги носат советите на општините. Сепак признаваат дека ова ќе значи и минимално поскапување на водата.